координатор во Сдружение за еманципација, солидарност и заштита. Борин Павловски, координатор на програма во Сдружение ЕС, Сдружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Кои се клучните поенти од истражувањето? Во изминатите месеци беше спроведено истражување помеѓу население во два облици. Едното истражување беше карти истражување, односно телефонско истражување помеѓу население, другото беше фокус групи. Беа опфатени 1240 вкупно лица. Фокус групите беа фокусирани на жени, додека карти истражувањето беа опфатени и мажи и жени. Основните, односно клучните податоци кои што произлегува од ова истражување е дека речиси 200 лица од вкупно 1200 биле всушност сведоци на некаков коруптивен чин, односно од нив била побарана или од тие самите понудиле некаков вид на корупција за добивање на здравствена услуга во рамки на приватна здравствена установа и исто така купување на одредено помагало или лек конкретно во конкретна аптека во државата. Најчесто, според истражувањето, корупцијата се бара или се дава на повисоки нивоа на здравствена заштита при добивање на одредени специјалистички услуги, особено за болничко лекување, операција, а клучниот проблем зашто всушност се бара или се дава корупција е заради немањето на слободни термини и исто така лимитираниот број на специјалисти во одредена област. Во однос на оние кои што всушност доаѓаат од урбаните средини и најчесто мажите кои што се здравствени работници всушност барат корупција за разлика од жените. Она што исто така треба да се истакне е дека 25% од вкупниот број на жени кои што беа опфатени со истражувањето се соочиле со некаков вид на корупција при добивање на гинеколошка здравствена заштита, а секоја пета жена всушност истакна дека е спремна да плати, односно да даде корупција во услови кога е бремена или во услови при породување или грижа за деца. Пред се заради стравот дека нема да ја добијат здравствената услуга, дека всушност некој ќе им се одмазнува, а исто така и заради недовербата во системот, односно дека некој ќе постапи по однос на нивните пријави. На оние на кои што им била побарана корупција, половина од нив всушност не дале, а оние кои што всушност дале ја добиле здравствената услуга. Здравствените работници, исто така да се намали непотизмот, односно партиските влијанија при вработувањето на здравствениот кадар и исто така важно е да се зголемат санкциите или да се здравстват санкциите кои што ќе се спроведуваат кон оние кои што го прекршуваат законот, односно бараат корупција. Рече се сите жени учеснички во фокус групите имале или лично или нивните блиски коруптивно искуство при користењето на здравствената заштита. Во фокус групите жените сведочат дека според нивните мислења и перцепции корупцијата е честа и вкоренета во секојдневното функционирање на здравствениот систем во Република Македонија, па дури за жал станува и прифатен дел од процесот на добивање на здравствени услуги. Нудат корупција за цел да добијат здравствена заштита или здравствена услуга или подобар третман, а меѓу тоа, од друга страна, има и случаи кога здравствените работници проактивно или директно или индиректно побаруваат подароци или финансиски средства